Добро утро, почитувани слушатели на фреквенцијата 107,4, 8 часот и 13 минути во Скопје, кој не види снег за жал овој викенд. Време е за еспресо со Златев и Боцевски во полн состав и толку. Во полн состав, да. Не е проширен состав, без утро овој гостин, без гостин ово утро, но има многу теми така Ќе дојде и гостината, што? Ќе дојде и гостин утре, имаме нешто интересно. Ивица, прво да ти кажам дека сме станале многу влијателни. Од каде, како заклучи? Па например, пратеникот Борислав Крмов на Канал 77 кај колегата, кај почитуваниот колега Столе Наумов, на гостување се одзваше на делот, се одзваше. Па, добар српски србизам. Како? Се одзваше. Добро. Се одзва на делот, нели, како да кажам, тврдењата кои ги изнесува оваа емисија. Значи, тој ги потврди информациите дека нема завршено факултет, вели Крмов потврди дека нема дипломирано, но има намера останатите 4 испити до крајот на факултетот за историја на уметност да ги заврши. А па тоа е убаво. Тој најави дека планира да го заврши факултетот за ова прашање да не доаѓа на дневен ред. Убаво од него. Конечно да не биде со средно. Тоа е добро. Во однос на изборот вака на факултет со кој сака да ни креира македонската економија и политика малку. Народот него го избра и тоа на едни избори каде што само тој поменува третата изборна единица, значи не им сметало тоа. Меѓутоа фактот дека сака да го заврши факултетот е прекрасна работа, споредено на пример со 50 години, да. Во ред никогаш не доцна за таа работа, за разлика да речеме од еден Џабир Драла. Но не е добро, може Џабир ќе заврши. Не може. Затоа што видио он има положено само одбрана и заштита. Да му дадеме шанса, еве на пример во однос на Крмов, ја се нудам доколку има неврохирург во Македонија кој може да ти извади дел од мозокот и да ти го врати, не знам дали стигнала хирургијата до таму, но ја одма да ви кажам, се нудам да ми го извадат пола мозок и ќе завршам тој факултет со пола мозок. Не, тоа е сериозен факултет. Значи, историја на уметност сериозен факултет. Сериозен факултет, ништо помалку сериозен. Тука науки има историја на уметност сериозен факултет. Да. Ништо помалку сериозен, па да речеме со такви факултети полодовие наследниците на големиве банкарски фамилии една друга тераат инвестбанкарство и управуваат со нашите пари на животи, така што не гледам ништо посебно. Ова е супер. А инаку види, ништо помалку тоа не е сериозно да вашо ети го има завршено. Во однос на тоа, јас сум завршил. И ти си завршил нешто многу поозбилно, ај сега да не. Добро да политички науки на факултет што е по... Не може, ти си магистрирал во Америка. Е добро да. Ја нема сам себе да се фалам, ама да се споредувам со ништо посебно. Ова, значи сега за моето, пак кажам. Да се споредувам со некој што не може историја на уметност да заврши, каде што знаеме какви ученици одеа таму и што е тоа, добро, окей. Во однос на тоа дека нема ни ден работен стаж, тој вели Крмов нема работен стаж, да, потврдува дека нема ни еден работен стаж, но работел хонорарно на струката. И сега the question is, која е струката? Затоа што нема завршено факултет, работел на струката, има средно гимназија завршено. Па е вака, висат едни прашалници, кој е тој на струката што му давал хонорари на некој кој нема струка, а бил ангажиран во семејната фирма за градежништво. Сум зидал, сум мешал малтер, сум местел покриви, имаме семејна градежна фирма. Та одма тука мене ми се активира еден аларм. Ова левичариве со градежна фирма што сакаат да национализираат туги фирми. Второ, го познам Крмов, бил кај него дома. Обично вакви работи не споделувам, но не мешал малта. Да се разбереме. Не ни видел лопата. Веројатно ни мешалка. Ова е еден мит од типот на оној дека кочораци на таван на свеќа читал книги. И многу е жално. Жално е што вакви луѓе сакаат да ни ја креираат
економијата и политиката луѓе кои ниту нешто работеле во животот, ниту нешто завршиле во животот. Единствено партијата и поддршката на партијата им носи легитимитет во животот да се појавуваат. Се изнагледавме на такви од ВМРО, ДПМН и од СДСМ доста ние. Мене ми доста. Но некои не сакаат да го вклучат здравиот разум и кои би прифатиле политики од крајно нестручни луѓе, им оставам да го следат тоа. Ивица? Браво за него што решил еве на стари години да покаже дека има трпение, има волја, има Чекај да видиме сега, може нема да заврши. Заврши. За разлика од овој Дерала, во него имам да верам. Ние се уште стои наградата за него, доколку заврши, Радио Лидер ќе му подари ваучер летување во соседна Грција. Нема потреба тоа. Од наша сметка, од нашиот маркетинг му го нудиме тој ваучер на Димитар Апасиев, доколку положи како се вика TOEFL или IELTS со добар резултат и не го достави на нашиот имејл mail@zlatev.ko.uk. На Апасиев му нудиме летување, може и на поекзотична локација, може Танзанија, може Сейшели, може Малдиви, каде ќе посака, се што треба е TOEFL или IELTS сертификат да ни покаже, затоа што познавањето на англискиот јазик е услов да станете доктор на науки во Македонија. Понуда имаме до 20-та, на Крмов немаме проблем за 4 испити да му платиме одмор, а и на Апасиев за TOEFL што не верувам дека било кој ќе може да го положи, затоа и толку поголема награда му нудиме. И на едниот, и на другиот. Иди се сега ПВМР и СДС влада ќе правиле. Не знам дали го читаш ова. Абе глупост се тоа. Ај се молим те се, зашто тогаш постои плурализам во државата, ако прават ВМРО и СДСМ влада, тоа е едно, а второ, убаво е сега ВМРО да се изјасни за граѓаните кои имаат намера да гласаат за нив, да знаат што добиваат. Затоа што граѓаните што ќе гласаат за ВМРО ДПМН гласаат за да биде СДСМ казнет на изборите и да иде во опозиција, да биде казнет за промена на името, за договорот со Бугарија, да биде казнет за тоа што дозволи една политичка партија наречена Демократска унија за интеграција да игра оваа улога што игра во македонската политика, да биде казнет за катастрофалните економски политики, да биде казнет за укинување на системот за странски директни инвестиции, да биде казнет за корупцијата која што доведе до многу трагедии, како што беше зголеменото за разлика од соседите смртност од ковидот, како што беше случувањето со модуларната болница во Тетово, како што беше ова што се случува сега во онкологија, зашто не изборуваше Рашила Мизрахи, значи казната за ова се вика опозиција, политичка казна. Ако има и друг тип на казна, обвинителство ќе се изјасни. Меѓутоа, не гледам зошто сентиментот на граѓаните кои што сакаат оваа казна да биде, како се вика се модерно, испорачан, нели? На адреса на СДСМ, зашто би гласале... Не, ама сега види, многу ми е чудно твоево барање од ВМРО да се произнесе, што да се произнесе? Па да каже дека СДСМ ќе иде во опозиција. Ама ВМРО секој ден тоа го кажува дека има избори ќе оди СДСМ. Не, треба да каже. Ова да го демантира. Па не да го демантира, едноставно, немаш потреба да демантира, само да каже дека гласот за ВМРО значи глас за нова власт. Глас кај што СДСМ и Зоран Заев, посебно тој. Ама ова ВМРО секој ден го кажува Бивица. Нека го каже уште еднаш. Уште еднаш денес. Од Сабајле сигурно 2 пати го имаат, кажа. Не, уште денес, утре, задутре, во изборите и така натаму. Затоа што идејата е што да демантираат, затоа што ова не е ниту официјална политичка понуда, не е ни нешто што многу ги завзело медиумите. Ова е пишање на Плюс Инфо на Геровски, кој не го разбирам. Тој вели: Тачев аут, Оливер начело на СДСМ, Христијан премиер на широка влада. И сега, што е идејата на овој текст? Идејата на текстот на колегата Геровски е дека СДСМ, значи, ќе се откаже од техничката влада и од албанец премиер, замислете, за насметка на тоа, нели,
ВМРО ДПМН е да прави влада со нив и ќе отргаат Тачи и на негово место ќе дојде Оливер Спасовски. Нема логика. Не. Нема логика. Прашањето е следно политички. Што добива ВМРО од ова? Па ништо добива проблем. не добива проблем. Добива многу прашалници за нивните бирачи. Апсолутно, да. Значи бирач на ВМРО што гледа? Бирачот на ВМРО вели мојот глас носи кон тоа СДСМ, а посебно Зоран Заев да дојде во опозиција. Тоа е едно. Второ, морам да поздравам една друга работа врзана со ВМРО ДПМН. Фактот дека јасно и гласно зборуваат дека не гледаат поента да гласаат премиерот Дуи. Да, веројатно нема да влезат во таа техничка влада. Ако и тоа е значи ќе биде сериозен проблем за бирачите ВМРО ДПМН да легитимира премиерот Дуи. Не, види. Не, ама зборувам искрено. Ако се прави техничка влада, тоа значи дека треба да се прави таа техничка влада и со ВМРО ДПМН, така ли е? Дали тоа значи дека пратениците на ВМРО ДПМН треба да кренат рака за премиерот Дуи? Ај сега, Ивица. Сега види, тоа е проблем. Нема да заземам страна вака као тебе во основа прашање, од едно единствено прашање. Прво нешто, тоа не е влада, тоа е техничка влада, која има за цел спроведување на избори. И второ, зошто бе вака СДСМ која крена рака за премиерот ВМРО ДПМН 2016 година, никој не збореше за символиката. Тя наеднаш сите ви стана важна символиката, тоа била, да. Символиката била ваква што ќе кренело. Целта на техничката влада е опозицијата да има министри за да спроведува избори. Океј, не е целта на техничката влада да владее со држава. И тоа дека символиката сега е толку важна, дали ќе кренеле рака за ваков или онаков премиер, значи со такви глупости не се бават луѓе кои гледаат на политиката како на политика. Со такви работи, тоа е митологија више. Ја не планирам да се бавам во животов и да анализирам митологија. Не знам. Не сум ни овакво литературен критичар, ни анализирам теолошки догми и така натаму. Во политиката, ако имате вие повисока цел, а тоа е легални избори кои ќе ги контролирате преку овие министри, тогаш да. Сега вториот дел од прашањето. Прашањето не е дали ВМРО ќе крене раце, символика голупава, за технички премиер, од каде и да доаѓа тој технички премиер. Прашањето е дали овие министерски места воопшто може да му донесат на ВМРО ДПМН моќ за да го контролира предизборниот процес. Видовме во 2020 не. Па тоа е прашањето. А не дали ќе кренеле рака за некој од Дуи, со what? Ако крене, утре може после избори ќе прават власт. Тоа не може да го знаеме. Во политиката се е дозволено. Тоа е друго. Ако рекол народот дека е тоа така е. Ама тоа е друго. Не е ова никаква источна диктатура, не сме ние ниту Русија, не сме ние ниту Кина. Источна диктатура, дека ние сме нешто западна. Ама шо би вице, шо? Ние сме балканска демократија и се. Добро, значи и дозволено е со секого да направиш коалиција. Затоа што е демократија. Ама чекај се малце. Сега полека. Шо полека? Чи кога не гласаат луѓето за мачка увреќе, гласаат за што гласаат? За чекувањата, за пакетот, како што една партија се представува, така ли? За незината програма. Да. И сега ако јас ја реализирам мојата програма, добро. И ако во тоа ме поддржат партии кои имаат спротивна, различна програма од мене, што е проблемот? Има проблем. Кај е проблемот? И ја гледам проблем, извини. Каде е проблемот? Која програма бе? У символиката е пак проблемот. Пак да. Па од вакви што гледа во символиката проблем, имаше проблем во символиката да излезеш на попис и да се попишеш, затоа што Дуи СДСМ го организирале пописот, и сега поради такви, на било која официјална статистика, бројот на македонци е за едно 10, 15, 20% помало од реалниот број. Бројот на христијани е за едно 15-20% помало. Бројот на христијани има друга проблем. Чекај се, не споредува баби и жени. Знаеме што се случи. Значи, вкупниот број и без таа и без таа поделба. Да имаше христијани, православни христијани, што ствари се истите луѓе. Јас се пишав дека сум христијанин
и ме запише тој христијанин, не запише дека сум православен христијанин, тоа го разбирам. Но има некои што воопшто не се изјасниле како христијани, кои не се изјаснети дека се христијани. Не изјаснуваат како се христијани, се атеисти. Ама не, имаше некои, а тие што го бойкотираа пописот, кој што се заведени вица? Тие се заведени како ништо. Како ништо. Како ништо. Па тоа е сериозниот проблем. Се намали бројот баш поради такви паметњаковичи што символиката да се се зборувавме за символика, за символика, за символика и еве што доведе таа символика. Добро, еве утре ќе ме гостин со него коментира политика. Ја не знам политика што е. Ама не, ова митологија ти што ми го збориш. Добро, ајде. Ако така ги направиш работите дека добро, ради мене и така луѓе како мене пропаднал попишот дворет, Ти не се попиша? Се попишав дојде, дечко се попишав. Овако, ама не гледам тука паралела измеѓу еве, на пример, искрено кажувам, ја не гледам што ќе биде целисходноста на опозицијата да ги има техничките министри. Стварно не гледам. И стварно не гледам зошто символиката, што е значајна за ДУИ, ќе ја поддржува ВМРО-ДПМН. Зошто? Ја не викам дека ќе поддржува, појма немам дали ќе поддржува. Па, ма еве, Тоа ја не гледам зошто. Не знам, ако имаш контрола над полицијата и ако полицијата не врши изборен притисок, малце е поразлично. Дали фактот што ВМРО-ДПМН имаше министри во владата спречи да даваат хуманитарна помош? Што беше подкуп? Не спречи. Дали го гледавме тогашниот генерален секретар на ВМРО-ДПМН на СДСМ како дели тоа? Не спречи. По лоши мала, по лоши мала. Не спречи, Па не спречи. Ама дали спречи можеби во одредени места во Западна Македонија? Не спречи. Не спречи. Како не спречи? Тоа во Западна Македонија знаеш што спречи само? Спречи онаму каде што има наблюдувач. Тоа беше. Ама добро, друго е кога имаш полиција за себе. На локалните избори имаш ли полиција за себе опозицијата? Немаш. Дали победи? Дали не да победи, него направи невидена поинаков тип на избори, да. Поинаков тип на избори. Дали Заев, нели, тука зборуваше како судбински избори се. Ако е за него бе, ај си отиде човек. Не си отиде. Не си отиде. Заев е тој што е куклениот мајстор за сцената. Зашто така мислиш? Зашто така е. Ама врз база на кој факти се базирува? Врз база на тоа што тој и ке човек што дрма, жари и пали. Како, каде? Овако. Како сме го Тој е главниот кадровик. Тој си ужива во тоа што си ужива и тој е тој што за сцената е куклениот мастер на мастер. Куклениот шефот на куклениот театар. Ја мислам дека во политика треба некој доказ да се понуди кога се нуди нешто. Поради ова, ова го видовме, ова он го кажа, ова направи. Ова е негов човек, овој не е нешто. Сите се негови луѓе. Кој не е негов човек од овие? Ајде, убаво кажа. Кој од овие не е негов? Добро де, па затоа да емпириски да го обдатне, не само како флоскула да го фрлиме. Значи, вадиш од некој од кој знае од каде човек за премиер. Од овие што се во моментов на функции, сите се негови. Кој не е негов? Ајде да прашам. Сите, буквално сите се негови. Можда пар ти од Дуј не се негови, тие се на Али Ахмети. Тоа е пола влада. Значи Заев е контролира пола влада. Ако контролира нешто. Не знам, чудно е ова. Чекај да видиме што велат нашите слушатели. Вика, и ако тоа се случи тешко на Македонија, за коалицијата ВМРО и СДСМ, која нели ја најавува Плюс Инфо. Но ако и тие продолжат како вие, има да не нема на картата на земјата како Македонија и како македонци. Како македонци нема, како Македонија не нема во моментов на карта, во никој, како се вика тоа, атлас кој се печати на светов во моментов со ажурирани имења, нигде ја нема Македонија. Постои Северна Македонија. Тоа е фактот. Во македонци не има во Обединети нации, ако многумина... Не, јазикот го има. Да, не сме влезени кој етникум. Мислам дека има и... Не, има листа некоја. Не, постои графа за граѓанство. Тоа е друго. Таму сме македонци, тире... Не, македонско. Со тире. Од... Да. Нешто таму. Од тоа на Заев. Граѓани на Републиката на Заев. Ама ние... Да. Така што...
реалната ситуација, почитувани слушатели, е така. Вие одлучите сега, тоа дали ви се допаѓа мене, вас, на Ивица, на било кој, не е битно. Ја ви кажем реалната состојба. Во моментов ниту еден атлас што се прави на светов, ниту еден институт по географија не спомнува дека е ова Македонија. И за македонци, да, граѓанството е македонско со тире, граѓани на Република Северна Македонија. Тоа веројатно не одделува од некои други македонци, не знам какви се тие други македонци, не се јавиле до сега. Но Да, не одделува од нејавените македонци. стварно, што е суштината е се? Не одделува од кои македонци тоа тирето? Ја тоа не го разбирам до ден денес. Затоа што грците тврдеа, мислам, ова е глупоста, да објасниме ајде глупоста што е. Овакво, грците тврдеа дека наводно светот ќе се збунел. Дека имало неколку македонски идентитети, односно два, нашиот како етнички, и имало во Грција имало македонски идентитет, демек грците од Македонија се чувствувале регионално како македонци. И тоа ќе ги збунело во светот луѓето, или Добро се, и србиве од Македонија, кои идат у Србија и нив ги викаат македонци, пош доаѓаат од Македонија. У Пиринска Македонија, нели, има македонци и таму е тоа за дел од тоа население регионален идентитет, така. Да, сметаа дека се бугари, ама се од регионалната Македонија. Кога одат Али Ахмети, на пример, као голем енверист, и во Албанија нив ги викаат ги македонци. викаат македонци, така. Зошто ги викаат така? Пошто од Македонија. Така што, ама не гледам дека албанците, види, може знаеш е проблеми со интелигенција. Не гледаме немаат проблем албанците со такви да го објаснуваат тоа. Немаат проблем бугарите, немаат Не, проблем. добро, албанците имаат се. Они сака, нели? Не, ама кога се во Албанија, графата. кога се во Албанија, кога ги викаат македонци, Овде знаеш, да нека стои таму нема во проблем. лична карта дека си албанец. И во пасош. Како што беше на Хуту и Туци, па го потепаат туците во Руанда, нели? Тоа Од прилик. што го направиле белгиците, си кажеме. Прилика. Што е глупост, мислам, затоа што етникум во свет никаде не се запишува. И тоа да се каже. Кај се запишува Белгиците етникум? затвори, мислам да, прилично се спонзори во таа работа во Руанда, тачно. Они направиле Историски факт. што е најинтересно, најверојатно тоа не е ни етникум. Хуту и Туци тука најверојатно била некоја кастинска поделба. Исти Добро, јазик имаат зборуваат. имаат мали разлики во јазикот. Никакви. Во јазикот немаат. Значи разликата најверојатно е овие биле не знам повисоки, овие вакви такви, тоа се глупости. Мислам. Да, па ако се разликувале по физиономија, немало потреба лична карта да се става, значи. Ама не, нема врска тоа со физиономија. На крај преку лична карта ги убиваа луѓе. Да. Не ги Е, убиваа сега- тоа како изгледа. И овие ние сега се оградивме од македонци кои не постојат други. Затоа што тие се грци. Така е, да, не, грци се, да. Тие се грци. И себе се гледаат како грци. Да, и дел од тие грчки здруженија се викаат во светот пан-македонски, не знам како. Тие што од грци што отишле некаде во светот. Имаат такви некои здруженија. Добро да, ама тоа се А грци се нормално дека се грци. Исто да. како, не знам, голем дел од МПО се декларираат себе си Не како бе, бугари. има во Бугарија или беше ВМРО СМД, тоа нивното. Сојуз на македонски друштва. Сојуз на македонски друштва некогаш била организација од Илинденските федерации на македонските бегалци, на прогонетите од Македонија во Бугарија. После демократизацијата мислам дека е така малце сумнителна организација, не е битно. И еве сега работата е кој тоа го има, не гледам дека и ти имаат некој посебен проблем. Не бе, еве и МПО немаат проблем. Не, уствари, Они викаат имаат па друг проблем. Тие сакаат мене да ми наметнат дека јас сум нешто друго, а не тоа што сум. Како не? Баш читав тоа на МПО. Не, зборам не за нив, зборам за овие СМД. МПО, например, викаат, ние сме си бугари, сега вика Не моментов викаат таму така, се поделени создала... се, поделени. Се создала... Не, мислам дека се расчистија, тој македонистичкиот дел го изчистија таму. Добро, И бе. затоа се толку мали како организација, впрочем, да се разбереме. Например, за еден член на МПО во Америка имаш 10.000 кои се во обединетата македонска диаспора. И други. Во македонската И огромен дел организација. во, еве, од таа младата генерација што родители биле во МПО, огромен дел се во Во Обединетата македонска диаспора. Више Така луѓето се да. чувствуваат како македонци. Е сега има еден мал дел кој и понатаму
како да кажам сега, ова е малце себе негаторски како нација да го кажеш и понатаму се чувствуваат како бугари. Но има еден дел кои се чувствуваат како бугари, тоа е нивно право, никој не им го негира тоа право, тие велат дека се македонски бугари, дека се потекнуваат од територија на Македонија, но се бугари. Но тоа пак не е закана за нашиот идентитет, затоа што тие луѓе имаат целосно различен идентитет од нас, тие луѓе се бугари. Добро, не е целосно различен, сличен балкански, исто како и српскиот, но друг идентитет, различен идентитет од нашиот. Различен символизам, различни знамења се мавтаат. Апсолутно. Друго, различен е, да се искрен. Но се сакам да кажам дека и тие се поврзуваат со географската територија на Македонија, но не тврдат. Значи да се вратиме на оваа дека основна се тема, што фативме. За владава ли? Да, па после се зборува премиерот Кидал во Америка, Кој? актуелниот премиер. А што да бе, тоа е у текстов нешто вчера Не знам, тоа ми е некого. Ќе бидел менаџер во Америка. Да, мислам. И сега вака да ви кажам. Знаеш, ова смисла некои нелогичности тука и се слушаат во знаеш, одамна ова се слуша во куларите, дека наводно, не знам, тамо родни или некои фирми, не знам што имало, како имало појма не. Мислам, мене ми е тоа вака. Мене ми е тоа малку езотерично. Сега, ако за нешто сум образовно стручен во последно време, тоа е малце од таа страна на океанот, односно од Велика Британија и Соединетите Американски држави. Во изминатиот период сум направил десетици трудови, пейпери, анализи и така натаму, како дел од мојот образовен процес за компании од таму, од сметководство до стратешки менеджмент, преку оперативен менеджмент, проектен менеджмент и така натаму, како функционираат нели тие системи. И можем да ја кажем една работа. А тоа е следно, дека пазарно ориентирана фирма, значи не на страна не од таде Атлантикот, ме разбирате, не после Холандија, од Словенија на запад. Човек како Димитар Ковачевски Таче никогаш нема да го ангажира. Димитар Ковачевски Таче може да биде вработен или менаџер или било што во една фирма само политички. А дека сега некој од Америка ќе се потепа политички да го стави Таче да биде менаџер, Ивица, мислиш дека е толку важен? Не. Во светскиот систем, па сега... Кај нас малце има и фантазии за таа работа. Волку пари, оновку пари украл, не знам што направил едно друго, таму ќе живее од камата и така натаму. И зошто Заев не отиде некаде да живее од камата? Неверојатно му е многу непријатно на Заев. Затоа што за разлика од мене у Скопје не може веројатно слободно да се прошета. Да, и точно е, факт е. Во овој момент, не зборувам кој ќе се смени власт или така натаму. Кај ќе оди? Денес, на пример, Заев кај ќе оди? Некој на кришта се, ајде да расчистиме некои наши урбани легенди. Еве да отиде некој на 40 кусор години, трбухом за крухом, што викаат србите, онака, во Америка. Еве, некој менаџер од комерцијална банка. Без да има ангажман, онака, оди самиот. И зема, да речеме, 50.000 евра. Што ќе направи? Ќе ги потроши тие 50.000 евра, ќе се врати у Скопје. И 500 да ќе ги потроши. Не, ќе барата му работа, ќе рече, убаво си, Вито, убаво што си работил, добро, во ред. Можеш Макдоналдс да вртиш хамбургери слободно, да. Да. И такви работи, меѓутоа што таму некој ќе затоа што гледа си Вито. Не видиш, а дека си извинувам. Дека може кариерата од овде да ја прилагодите на таму, можете, ама тоа е прилично макотрпен, захтевен процес. Тоа прво треба да извадите, на пример, сега да бидеш банкар во Америка. Тоа не е туку така, таму има државни не државни, еснавски сертификации кои мора да ги поседувате, тоа се испити. Како беше тоа, CFA беше, Ивица? Не, види, не за. Ме разбираш? Не е само тоа. Значи, не е само тоа, туку во секој општество, значи во македонското општество, тука работиш, се напредуваш, стекнуваш круг на имаш круг на познаници, така натаму. Друго, да не заборавиме, едно од најбитните места од кај што се регрутираат луѓе во општеството, во економијата и така натаму е во дечките универзитети во земјата. Значи, од УКИМ се создаваат мрежи, професорите препорачуваат, одиш на пракса, на едно на друго, така се напредува. И на запад. Во врвните менаџери од каде се регрутираат на запад?
Од универзитетите. Од универзитетите, од бизнис школите и така натаму. Од бизнис школите, од... Сега да си кажеме се тоа. Има... И сега дека некој доаѓа со биографија на Ама премиер... чека бе, нели он од Харвард е сега? Не, ама без разлика, не. Таче е сепак Ivy League. Не. Ама executive learning не е Ivy League, затоа што немаш дегри. Па, Немаш ама не, ништо, тоа знаеш ствари. зошто е. Тоа е онака како го Имаш обука што... на македонски го викаат стручно усавршување. Што значи? Тоа е убава работа е таа, не е убава. Да, ама тоа треба да генерално, например, сите овие, затоа што, како се вика, и ова сум го научил таму, малце може сум наметлив, но, например, онаа структура како треба да изгледа едно CV, тие таквите идат дубоко утречи, што се вика. Значи, не зависно дали е Харвард и Ейл, Оксфорд или било каде, сите тие такви курсеви се ставаат сосем на крај од CV-то, кога аплицираш негде. Нема, еви да е така. А за човек што има над 10 години работно искуство, се препорачува уопште да не ги става тие работи у CV. А не ги ни става, зошто да ги става? Што ќе има да ги става? Добро, сега има некои обуки што битни сега. Не, сега се пофалиш да става. Ама чекај, после 10 На години... Светска банка сум бил на После обука. 10 години работа, посебно на такви врни менаџерски функции, Не ти треба да се пофалиш. Ама и да. биографијата не ти ја бараат. Да, апсолутно. Еве, ја, например, у живот нигде не сум пратил CV. Имам сега пратив, уствари, нешто имаше америчка амбасада за некоја обука за борење со справување со дезинформации, па ни побараа да пратиме CV, па испратив. Го направив за таа намена. Ама зошто тоа е Ковачевски уствари. Кој ќе го прими на запад Ковачевски? Сега, а дека Таче ќе го тргнеле, сега ќе одел за Америка да биде менаџер, а на негово место ќе дошол сега Оливер Спасовски. Да. Еве еден дел од текстот, морам и ова да вика, идејата дека предводник на намалувањето на конфликтноста и на поварувањето може да бидат личности и партии без политички легитимитет, посилени само со поддршка од западните политички кругови, конечно пропадна. Чекај, де уште еднаш. Идејата дека предводник на намалување на конфликтноста и на помирувањето може да бидат личности и партии без политички легитимитет, посилени само со поддршка од западните дипломатски кругови, конечно пропадна. Ама не, ја сега друго се упоставам друго прашање. Кој е тој што има поддршка од западните дипломатски кругови, а нема политички легитимитет? А и не, дека има такви има, фактот. Да се разбереме. Не, кој е? Меѓутоа, Еве, ај од дека- Македонија, кажи ми, кој е тој? Дека Кој е тој Ивица? Не, ај сега да па бидеме- еве Таче. А што ти гледаш? дека Има поддршка, се дај. Кој е не се поддршка? разбира. Има поддршка. Ба има Кај е поддршка, ма џабе му е. поддршка? Ама не, кај е Па, поддршка? еве, не се стално го се сликаат со него, тоа е поддршка. извини. Тоа им е работа. Не. Тоа им е работа. Ти со Груевски ќе се сликаа секој ден и се сликаа голем дел Не со се сликаат Груевски. толку често, сега да се разбере. И у голем дел пошто во даден период и он не кеше да се слика со нив, Не, затоа што му носеше тоа негативност кај луѓето. Ама не- Дај не зафркавај. Не е така. Сега да Не е бидеме така, искрени. се и ние да не кажуваме дека имаше поддршка за што имаш? за Заев. Имаше Ковачевски факт е тоа. имаше поддршка за Бехтел и Енка од Америка. Why? Затоа што америчка фирма ќе прави милиарди, не се луди да не го поддржат тоа. Не се ненормални, имаше не се поддршка, Македонија да не го Не, поддржа имаше. тоа. Тука Тоа америчка тука фирма немам ќе дилеми. прави Дека милиони. имаше поддршка. Каде е? Имаше поддршка. Што ја Имаше гледам? поддршка за нив, ајде се. Искача Да се холандезот секој трет ден лом ги прави. Без разлика. Искача овој како се вика Гир, господинот Гир никаква поддршка не дал за Таче. Он дава поддршка за политики, Бугари устав дава. Тоа е начин како ние да пристапиме преговори со ЕУ, ама не дава за Таче поддршка. Американците пак ќе кажам, освен Бехтел и Енка, друга некоја цврста поддршка од америчката амбасадорка за Ковачевски не видовме. Добре. Ама пак ќе кажам, најнормално е да го поддржи Бехтел и Енка, затоа што е америчка фирма, ќе зема од овде милиарди и ќе ги однесе у Америка. И амерички работници, амерички луѓе, тие пари ќе ги трошат имаше во поддршка, Америка. факт е тоа. Кај е таа, еве, пример сакам. Имаше поддршка. Пример. Да, не, имаше поддршка. Пример те молам, дај ми Имаше пример. поддршка од 2000, с кој ги донесе на власт? Ама не разговарам Кој ги за донесе на власт е прашувам. Океј, ја не викам дека Кој ги може одржа имало. на власт? Не Ајде викам сега- дека немало. Сакам да ми дадеш освен митологија примери. Ај, не, каква Да митологија? разговараме за Кој ги примери. доведе на власт? Кој А? ги доведе на власт? Кој ги доведе Народот на кој власт? ги донесе.
Како? Од 2020 година не победи СДСМ на избори. Кој ги? Ајде, молим. Не. Значи дека Нобелови награди кој го леташе дека се добива? Нано Ружин. Нано Ружин излезе некој да демантира. Излезе некој да демантира. Што да демантира од Нобеловиот совет ли да не од Шведска да излезе да рече вие сте ненормални. Тоа ли сакаш да демантираат? Да. Што ете демантира Нестана Заев. Нобеловец, поголем демант, тоа постои. Меѓутоа не фактот. Да. Факт е да се разбереме дека имаше поддршка. А каде? Изборите 2020 година, дали СДСМ победи на тие избори? Победи ли СДСМ на изборите 2020 година? Тие избори останаа со многу дамки. Со претерано многу дамки. Како тоа? Така. Фино. Паѓа некои системи, што и свашта се случува. Добро, ако толку лесно беше да се фалсификуваат избори, зашо година дена подоцна не ги фалсификуваа локалните? Година дена подоцна се обидува. Гледавме сцени, не мили сцени гледав. Што бе, која? Како не гледавме она што се случува по ромските мала. Тоа се случува од кога постојат избори. Ама не е така. Дали го гледавме тоа? Дали го гледавме? По ромските мала има сток маркет за гласови од првиот ден. Друго, опозицијата се организира. Имаше далеко подобра контрола на тие избори. Немаше корона. Немаше мерки на ограничување. Короната ги спаси. Сега да бидеме искрени, нив ги спаси короната, односно тоа што луѓето кога има такви природни непогоди како короната, секогаш се не таласат и се насочени кон естаблишментот за да се одржи некаков мир. Не сакаат тектонски пореметувања, веројатно поради тоа победи СДСМ 2020 година, но факт е дека победи. И не видовме ниту една сериозна забелешка, ниту еден сериозен приговор до ДИК. Не видовме. Значи факт е дека СДСМ победи 2020 година. И од таму и доаѓа легитимитетот, не ниту од америчка амбасада, ниту од амбасада на Европската унија и така натаму. И јас тоа постојано им го зборувам на сите оние кои мислат дека амбасадите ја креираат политиката. Нека победи ВМРО ДПМН со 10 плюс пратеници разлика. Значи, не викам ја 67, не викам 67. 10 плюс пратеници. Можно сега се близко и до 67 по анкетиве, ама ќе видим. Нека победи ВМРО ДПМН со 10 пратеници разлика, па да видиш дали било кој амбасадор ќе заговара СДСМ да прави влада. Никој нема да заговара. Затоа што на сите ќе им биде јасно дека народниот легитимитет во тој момент е во ВМРО ДПМН. Ја не мислам така. А докази не се чувствувам, не гледам дека е потребно, че не слободно, да значи сакам да полемизираме, ја немам проблем да полемизирам. Ама сакам да полемизирам со докази, а не со перцепции. Зашто преку глава ми е во државата све као што некој има перцепции дека овој владе е со светот, некој има перцепции ваква. Не, докази. Добро. Ме интересираат. Добро, управо се. Додиме со една кратка пауза за реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. СДСМ имале 3 табори според текстот Ивица. Првиот табор го предводи председателот Ковачевски, кому му е целосно верен само министерот Бојан Маричич. Последна тадешна тандем од Ковачевски Маричич е Дуи. Не знам, во ми имал се... Ама не, многу е јак таборов. Шо е заедничко за двајцата? Прво, Маричич никад не бил некаков организиран дел од структурите на СДСМ, а бога ми и Таче. Кога последен пат Ковачевски бил во структурите? Бијадите. Показно, добро. И бил после во таа општинската у Карпаш им бил член. Као член? Не знам сега, а бил активен во секој случај во општинската во Карпаш кога се преселил. Добро, дема се тоа од влијателен социјалдемократ до тоа има мало. Добро бил член на председателство се што поишите треба. Ама некад, многу одамна. Член на председателство не е невлијателен лик сега, да бидеме искрени. Тоа не. Вториот табор е Оливер Спасовски и третиот табор е Скопското крило, кој по доаѓањето на Зоран Заев е постојано во опаѓање. Мислам дека овие се веќе помал или поголем дел со Максим Димитриевски во моментов, но вели за неформален лидер на овој табор се смета Радмила
Шекеринска. Ова ми е малку лошо тврдење, мислам дека Радмила Шекеринска има една своја поддршка некај Скопското крило. да, еден, ајде да го наречем така, еден ултралиберал, само прогласен некој ултралиберален, само прогласен елитен слој во Скопје тука. Кој не е ни дел од СДСМ некако. Па да, и не е дел од СДСМ и Структурен дел од СДСМ. Идеално политички може би да, но структурно не. да, дел од нив нели има некои свои независни листи на изборите локални. Да бе, како се вика ти? Шанса за центар. Шанса за Прилика, центар. така нешто. Мислам тука да, ама кога зборуваме за Скопско крило, мислиме за луѓето кои што заедно со Црвенковски се повлекува 2014 по изборите внатре-партиски во СДСМ. Ја мислам дека на тоа се мисли. Дури очигледно дека бриферот на Геровски не го ни познава доволно СДСМ. Тоа е вака некој проблем и вели со ова крило повремено кокетирал генералниот секретар Миле Зечевиќ, кој се уште му е лојален на Ковачевски, ама се очекува да му откаже Мислам ова се лојалност. некои кулуарски муабети и некој кој што сака да пласира информации. Меѓутоа не гледам дека Ај сега да резимираме пред да се префрлиме на други теми, да конечно да расчистиме со овој текст на Плюс Инфо. Еве, еден професор ми пише дека согласува со тебе дека ВМРО ДПМН треба да се огради. Тоа си е нивна стратегија, не им се мешам. Мада ја да водам политички комуникации на една така голема партија, да, еден текст не поддржан од никого, од еден медиум само, макар да се работи за влијателен медиум како Плюс Инфо, дали би го демантирал, не знам, се зависи од политичката состојба, но еве, им оставаме нив да размислат што ќе направат, не сакаме да им ја земеме улогата, ниту пак имаме потреба за тоа. Ја мислам после сите оние муабети тајни средби едно друго дека треба едно. Ма тоа го демантира. Овде го демантираше, мислиш? Добро, да, меѓутоа мислам Да. дека е потребна една и многу по јасна позиција. Бар ја така би постапил. Тоа се да. нив, ти викам, тоа Мицкоски овде го се прашуваме, коментираме, нели? Да. Сега не е тоа дека нешто што правиме ја и ти овде дека не сме на суд, па сега Па макар да и изведуваме докази. да сме, ние имаме комплетно право да ги критикуваме за не изведуваме докази пред судство обвинителство. и утре ќе го правиме тоа нормално. Да. Сепак Мислам дека состојбите во СДСМ се следни. Мислам дека има еден сериозен проблем, што го кажуваат анкетите, односно постоеше едно бирачко тело кое што стоеше за СДСМ сите овие години. Тоа бирачко тело не се препознава со политиките на Зоран Заев како највлијателен лик според мене во СДСМ. во моментов Од 2014 година па навака не се препознаваше во неколку работи, не се препознаваше во промената на името. Не се препознаваше во поддршката за Стева Пендаровски. И во цената што ја плати за поддршката на Стева Пендаровски од ДУИ. Не се препознава во ова здивеано ДУИ и нивното влијание во власта, а највеќе не се препознава во односот кон Бугарија. Посебно се сеќавате на интервју за БГНС на Зоран тоа Заев. му беше пресудно, мислам, на изборен резултат. И јас мислам така. Десетина општини повеќе ќе освоеш. Падна маските со тоа интервју. Сега, тоа бирачко тело бара своја форма. Каде ќе се слее тоа бирачко тело, не знам. Претендира Максим Димитриевски за тоа бирачко тело, со тоа што тебе не ти се допаѓа кој термин, со инсистирање на тоа асномско јадро. Значи еден патриотизам што се повикува и на партизаните, и на линденците и така натаму, и на следството социјализмот. Претендира левица, да бидеме искрена. Претендира левица, не знам дали тука На дел претендира и левица. добро, веројатно тоа Оној, сега Кој? малце ова е навредливо за левици, ако не сакам да го... Не е навредливо. Овој пат не сакам да ги навредам, немам проблем да ги навредувам, но ова не е навредливо. Оној, не да го... Да не речем лоши терминот низок слој, оној слој на посиромашни социјалдемократи, членови на СДСМ, луѓе кои не... работничката класа, мислиш? Нешто минимално што имаат работничка класа во СДСМ имаат сега. Ги познаваме тие луѓе, јас сум од Кавадарци, ги знам кој од Добро. СДСМ имаше и стечајци кои го поддржуваа СДСМ и така натаму. Тие се реално луѓе кои може да орбитираат околу левица. Не да го наречам низок слој, не е низок слој. Сакам да посиромашни луѓе во Па добро, СДСМ. левица тоа треба да го... Тие се палат на тој милитантен така радикализам, ке колиме, ке бесиме. Интересно име и ова не е навреда и еден малце помалку образован на луѓе од СДСМ.
исто така и немаат а исто проблем време да не отидат мал во се Левица. хиперинтелектуален. Ванковска и така натаму. кои Добро, што Ванковска таму им па припаѓа. никогаш не била СД, сега да се разбере. Добре, да, ама имаат и тоа. Ама Не, они имаат тоа, не викам дека не. нема. Леви, да се вратиме сега ваму. Значи, орбитира, Орбитира, добро. Сега. кон ВМРО многу мал дел од нив ќе отиде, исто тоа ми е јасно. Да, точно. Сега тука треба да имаме една работа. Треба да знаме дека и ова не е нешто што ја и ти констатираме. Ова политичка наука постои меѓу другото заради ова. Постои секогаш една разлика измеѓу бирачкото тело и раководството на политичката партија. Значи, како изгледа како го знаете оној часовник песочен, нели? Затоа што тука е нели врвот е малку помал раководството. Сега, што сакам да кажам со ова? Значи, долу кај бирачково тело си има разговори, луѓето коментираат, се дружат, работно место, одат по слави, по едно по друго, си коментираат политика, така? Ваму исто има жив живот кај раководството и таму има некои местенки, Но има многу табори. повеќе варијабли, има меѓународни влијанија, Се што има да. дипломати. Сад, еве, ќе ви кажам два примери за тоа. Пример, Лабористичката партија во Велика Британија, членството е целосно про-Палестина, у 80% од членовите на лабористите се про-Палестина во израелско-палестински конфликт, а раководството Кир Стајмер го поддржува Израел. Сега, да не се враќаме на Де факт. дебат Сега, исто веројатно и со ВМРО ДПМН и овој украинско-руски спор. Раководство со СДСМ. Не се, што е разлика? Гледај анкетите, нема разлика кај Да. народот. Да. Баш кај СДСМ е подрастично. Да, Кај СДСМ е многу подрастично. тие имаат и една комунистичка, така, една просоветска. една просоветска проруска. нишка, да. Се случува, да. Значи, така е. мораме сега да си кажеме. Сега. Но дали елитите се во право кога не се за Русија? Да, во право се, затоа што треба да обстоиме како држава. Ајде сега де факто. зборуваме сега. Значи, Да. значи постои таа игра внатре партиска кај раководствата и така натаму, табори. Колку е тоа битно? За лични кариери на луѓето е битно. За општото вака за државата, најчесто 99% од овие внатре партиски кошкања се тотално небитни. Тотално небитни се. Мислам, искрено зборуваме сега. Ако случајно потфрлат филтрите на партијата и на чело на таа партија дојде некој човек кој што не го одразува расположението на бирачкото тело, кај доаѓаме? Е северна и во други глупости, како што беше. Кај Бугарија. Да. И за тоа зборувам. Кај Дуи на власт. Ајде сега да видиме кај СДСМ. СДСМ има реален проблем. Реалниот проблем е што раководењето со државата и со партијата на Никола Груевски нормално е дека создаде отпор. Тој отпор нив им даде малку посилна позиција во 2016 и 17 и 14 и 15 плюс страшната меѓународна поддршка што добија за тоа да го направи. Но проблемот е што СДСМ се лиши од една содржина лидерска. Лидерскиот потенцијал таму беше многу слаб, мораме тоа да го кажеме. Што се случува сега? Од разговорите кои што кружат во кулуарите е дека најверојатно Оливер Спасовски се позиционира да биде лидер на таа партија по изборите. Така личи. Кој е крилото околу него, не ги гледаме тие личности, затоа што не се битни. Тие се веројатно битни во некои партиски форуми, во некои општински организации, за општото вака, за држава. Тие не постојат. Не постојат, така? Не постојат. Па исто и тие на Зечевич, исто и тие... Тоа па бетер, па. Тие па... Ке се надоврзам. Имам Види. едно имам, затоа што... Постојат и сериозни ликови во СДС. Кои се тие сериозни ликови? Например, ај види ги градоначалниците што го преживеа на цунами во 2021 година. Да. Еве, например, ќе кажем градоначалникот на Росома, не знам дали видовте, он с големи гласови вториот круг. Сега ти тој крај подобро го познаваш. Ебе тој младич, човекот е дечко, знаеш. Го сметаат за Да. овој центар исто е Овој во многу. Валандово. Во Валандово Да. перо, овој во центар е исто така влијателен. Значи, сакам да не можеш кажам, сега да кажеш дека тоа не се случајни ликови, тие што успеале да направат Да, таква да. таква има ситуација. општини, не знам кои други, има и по помалите некои. Има. Не дека Берово, Да. Делчево, има.
Сега не може ти да... И види, тоа беше контрабранот. Кој беше бранот национален? СДСМ да се вади од функции, вака да се throw out. И го преживеа бран. Да, тука би гледал, ако гледаме, па ако сакате и Костадин Костадинов во Струмица за кој што се исклучувам од Равенката после она 1 евро за вицата. Не, значи вака сега да ви кажам, во однос на делувањето на оно што се нарекува градење урбана мафија и така натаму, јас слушам одредени кулуари дека Костадин Костадинов од Струмица во овој момент е прилично на ратна нога со Заев, затоа што не дозволува промени на ДУП-от, не дозволува паркови да се градат и така натаму. Човекот, иако како се вика, како портпарол на СДСМ на многумина им личеше на карикатура, да, малце почнал да ужива во улогата на градоначалник добро е тоа, бе. И малку му се спротиставува повеќе на Заев од тоа што му се допаѓа на Заев, но за тоа ќе разговараме во други... Друго што е жалосно, во занимавање со политиката гледаме едни ликови кои што се отклони од СДСМ, а кое што тоа бирачко тело ги препознава. Еве, на пример, поранешната пратеничка актерката Софија Куновска, поранешната пратеничка сега член на Комисија за антидискриминација Весна Бендевска. Ако сакате и Солза Грчева. Солза Грчева, добро, ма не е она изворно од таа... Од СДС. Ама ја кооптираа нејзе, не добро, се, не израсната низ... Не знам дали ме разбираш што сакам да кажам. Не е некој лик што го знаеме 20-30 години покрај понатаму поранешниот председател Црвенковски исто така ќе остане. Тука се гледа јасно дека отклонет, дека нема тука некој... И го нема јавно тоа исто. И го нема јавно. Значи, еве, што е тоа поентата што ја кажам? Значи, овие дури да постојат тие дворски игри, тоа се дворски игри без реперкусии за политика. Суштината што е? Сега одма ќе ви кажам за Бриферов и за Крилава. Добро. Ја на еден другар што го имам во Мароец имам 10 СДСМовци. Мене тоа ми е како се вика полето на движење повеќе. И можам вака слободно да ви кажам, во СДСМ во моментов нема 3 крила, нема 5 крила, туку секој влече на своја страна. Значи се што гледате функционер од СДСМ, се што гледате од министер, во моментов си гледа на себе, затоа што на сите им е јасно дека потопот доаѓа. И сега дај секој си прави своја арка како да се испазари, како да се спаси, и токму затоа имаме хиперинформираност на опозицијата за се што се дешава, за секој криминален тендер, за секој денар, за секој вработување во реал тајм, затоа што обидувајќи се да се спасат сите одат и носат информатици и податоци и така натаму. Истовремено тие кругови доаѓа следното. Секогаш кога ќе седнеш на некој малку по Србите имаат еден лош термин надобуден така социјалдемократ, нели? Посебно од овие кои што се партиски војници во некоја линија. Така, сите тие имаат некоја нерационална надеж дека е вистина, дека Заев некаде упозадина се говора и дека ќе преживеат. Овој текст е израз на тој така. Еве да заклучиме, доаѓаме до крајот. Одлично што го кажа. Овој текст е израз на таа ирационална надеж дека СДСМ може да се спаси. Да. Еве јас со Лјупчо за многу работи ќе се закачиме тука во емисијата, меѓутоа тоа е целта, затоа што низ муаве доаѓаме до тоа што низ несогласување доаѓаме до последната цел. Синтезата. По два различни пати што доаѓаме до истата цел. Како тоа е евроатланската интеграција на Македонија. Од изворот две патчињата песната српска, нели? Баш тоа. Овој текст е израз на таа ирационална надеж дека може да се случи СДСМ до општина власт. Доаѓаш и ти до ова, на пример, мене ми се случува, на пример, во животот сакал неќел, нели, комуницирам за различни проекти што ги имам животни, не зборам за политички, не збораме глупости, не знам. Прозори треба да ставам на нови. И се зборуваш со едни, со други, со пети луѓе и така натаму. И точно, еве, седнуваш со луѓе кои што знаеш дека се онака, не со да само им тече, дека се да само одвени. Знаеш што. Дека готова е работата, Заев договорил и така натаму. И сега гледаш дека тоа е ирец, тоа е некоја, тоа е како она и текнува кога во ВМРО се надева дека Трамп победил на избори и дека тоа ќе значи
Исто како што промена се на американската наведeva надвежна дека на политика. 27 април Груевски во Австрија ќе договори широка коалиција со СДС. Не бев тогаш, не знам. Може Па ја бев овде, го гледав тоа и сега ќе ти кажам, тогаш, тоа не зборам за структури озбилни, градоначалници, пратеници од ВМРО ДПМН, ја им се смеев. Новинар сега комуницираш и ти, ја им се смеев, викам не зборете глупости. Во очи на 27 април говореа дека Груевски во Австрија, значи и дека Груевски ќе договори широка влада ВМРО ДПМН и СДСМ и дека ВМРО ДПМН ќе остане да биде дел од власт. И како кулминираше тоа? Кога се случи 27 април, после тоа зборуваа дека тајните служби Мијалков и СДСМ го направиле 27 април за да го минираат тој обид на Груевски. Значи се уште тоа веќе возење на приказка. да, се уште не може да ја прифатат реално онак како исто се у моментов е СДСМ таква. Како QAnoните у Америка кои веруваа дека изборите ќе се поништат, ако се сеќаваш кога беа сега последни избори Трамп Бајден. Имаше таму глупости така. Исто во моментот СДСМ го во истиот мит живе, 2016 ВМРО живееше во тој мит. И сега јас Не, иако види дека имаше, пази се, да бидем искрени, има разлика. Што е разликата? Со бројот на пратеници што тогаш ги зема ВМРО ДПМН, имаше некои игри што беа возможни. ама очигледно беше дека не ги изигра игрите и не направи. Не, имаше простор. Абе, имаш ова е малце езотерија, сега сега, да бидем и искрени. сега ќе ви ја кажам суровата реалност, ќе бидам лошата учителка. И тоа во Америка, која не прифаќа дека Трамп изгубил, која влегува у Конгресот. И тоа на 27 април. И ова сега, кога СДСМ де верува дека Груевски ќе ги спаси, па после верува дека Заев ќе ги спаси, е израз само на едно. Претерана политичка поларизација, претерана заостреност на политичките односи, која на крајот на нив се одразува дека ако паднеме од власт, тоа е крај на светот. Ама види, сега да бидем искрени, поларизацијата и во една демократија поларизацијата па и не е лоша, знаеш зашто? Затоа што Ама милитантна, знаеш што се наметна кај нас? Кај нас се наметна се или ништо дека. паѓаш од власт, идеш у затвор, Да, ти конфискуваат и не постои. Ама нема тоа, види. Не, во пракса нема, ама реториката иде во тоа во тој ниво. Тука биле гости на кои што на пример нелегално заработили имот, па не им го зема. Така што треба. Ама не, има па и гости кои легално заработили имот, Па им го зема. Па им го зема. Значи, да се разбереме, кај нас тоа е проблемот. И затоа не сакаат да се, на пример, ставете се од кај доаѓаат вакви митови. Што ќе прави следното утро Славјанка Петровска кога СДСМ ќе падне од власт? Ќе си бере работа, што е проблемот? Кој бе ќе вработи Славјанка Добро да Петровска? некој ќе се најде. Значи, ај сега да бидеме искрени. Јас сакам да разговарам со собственик на фирма, да дое тука на интервју, врз база на кој параметар, кој би ја вработил Славјанка Петровска. Значи, сакам да разговарам со тоа. Сакам да разговарам со идниот шеф на Бојан Маричич. Сакам да разговарам со идниот шеф на Бесими, ја би го вработил, сега да бидам искрен. Министер за финансии, ја би го вработил. Океј, има познавање од тематиката. Кој би го вработил Љупчо Николовски, мислам, дајжи ти се. Добро да Па за тоа е се или ништо, затоа што следниот ден он више не може да има љубовници, он више не може да биде... се види се, не иди се натакајте се. Не, он више не може да биде фраер у градот, он више го нема митот, он ќе биде никој и ништо. И видовме такви и од ВМРО што станаа никој и ништо, што се до ден денес никој и ништо. Станаа ситни профитерчиња, нешто лево десно, не знам, кој Ивица Коневски. Види се. Има такви плеада. И да, и тоа е проблемот, затоа што кога имаме вакви луѓе кои се занимаваат со политика, пагањето од власт е крај на светот. Кога имаме здрави, способни луѓе кои се бават со политика, пагањето од власт е окей, нова прилика во животот, нова страница. Кај нас не го доживуваат пагањето од власт како нова страница во животот. Тоа е главниот проблем. Не го поживуваат како можност за една битка. И видете кој преживеа во ВМРО ДПМН и кога ВМРО ДПМН падна од власт.
до ден денес. Антонио Милошовски, Илија Александар Димовски. Николовски, Илија Димовски, што беше овде, Трајко Славевски преживеа. Да. Преживеа само оние кои навистина политички вредат. Оние кои беа само декор и само перална за корупција и само не знам. Иако имаше Мит. луѓе кои што вредат, кои што настрада заради Еве, пример, мора тоа да Виктор кажеме. Мизо сега заработува повеќе од што заработуваше во време на ВМРО ДПМН. Иако е лошо затоа што државата па многу Да. За тој човек не е крај на свет што паднало од власт. Него дури подобро му дошло во неговиот личен живот. Иако На за- Виктор Мизо му дошло подобро, за државата- сега заработува за повеќе како државата е директор лошо што во Костел. за државата е лошо што тоа не е системот за странски директни инвестиции сега. Мораме да кажеме тоа. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Не, но за него е лошо што за државата е лошо што тој го Ама не, ја имам од перцепција на политичарот, не зборам од перцепција на државата. Да. За државата да, но од Точно. перцепција на политичарот, Точно. за способните луѓе многу често подобро им се случува кога ќе паднат од власт. Го спомнав Мизо Копров, спомнав Илија Димовски, спомнав Александар Николовски, Антонио Милошовски, луѓе кои ден денес имаат огромен просперитет. Ако сакате и Христијан Мицкоски исто беше нели претходно, тој дел од ВМРО ДПМН стана лидер. Добро, не, Откако падна. не е таа споредба сега. Зборуваме за луѓе кои што биле во структурите, не на раководството. Па добро, на крај беше во структурата. Он беше во раководството, генерален секретар беше. Добро, тоа е структурна функција. Меѓутоа, добро, значи, работата е дека, да се вратиме на темата, веројатно од овој слој излага овој муабетов за... Излегува од оние кои се плашат, ова е израз на стравот дека ќе се падне од власт. Стравот треба да се победи. Добро, и нема ништо лошо од тоа, што? Што? Што ќе се падне од власт, што има лошо од тоа? Не, само луѓе кои не сакаат демократија гледаат лошо тоа да се падне од власт. Дека е крај на светот. А не, и тоа е убава работа. Обично пагањето од власт за политичките партии би Значи, требало да шанса за значи катарза, за за противчествување. чистување. Сега тоа е проблемот. Што после овие избори, доколку СДСМ седне да се прочистува, нема да остане ништо. Затоа што тоа е суштината. Затоа што крајот на СДСМ го почувствував јас 2013 година кога расчистив со таа партија. Крајот на СДСМ дојде во моментот, ова сега се само последните, Оние трзаи, што би рекли Трзаи. Србите, да. затоа што Зоран Заев по преземањето на СДСМ во 2013 година се пресмета со се што е идеолошки постулат на СДСМ. Со се, од прво до последно. И тоа малку што останало идеолошки постулат. Знаете што направи, почитувани слушатели? Затоа што СДСМ не ни е познат на структурно и идеолошки, ние ради тоа правиме, нели, че тоа е исто како утре да дојде лидер на ВМРО, што ќе се откаже од името ВМРО. Што ќе прекрсти партијата у ВМРО ДПМН. Колку гласови ќе изгуби со тоа Ивица? Не знам. Сега види, тоа е ова. Исто. Ќе се откаже од историјата. Ќе се откаже од Македонија, еве да речеме. Ќе од прифати идејата за Северна Македонија. Ќе го прифати договорот од Бугарија. Да, од прилика тоа. Ако тоа го направи некој лидер на ВМРО ДПМН, и ВМРО ДПМН исто ќе има ваква криза на Но не опливање забораваш како и друга СДСМ. работа, дека предходно СДСМ ја нагриза, сега мораме и ова да се окажеме, и ова е едно предупредување за ВМРО ДПМН, предходно СДСМ ја нагриза лошиот избор на подмладок, на политичари, на обнова, инсистирање на непотизам, Да. семено наследство на функции, Да. одбивање да се прошириш кон општеството, да видиш тоа што ги поддржуваат твоите Да. политики, да ги Така е. кооптираш во партијата. Така и тоа е опасност дека и на ВМРО На крај ДПМН му му се текна на случува. Да. Црвенковски, кога се обиде со Гордан Георгиев, со Зоран Јовановски, текна за таа екипа. Ама too little, тоа too беше late. веќе отвор Да, беше премалку и да. предоцна. Да, ова за ВМРО треба да биде лекција, затоа што тие се веќе стара партија. Партија што постои од 90-та година е стара партија. Значи, нив може да им се деси И тоа. тие глупости им се Да. случуваа на СДСМ Да. негде 30 години по основањето Од друга на... страна, еве сега кога делиме лекции веќе. Значи, тоа е за левица што е лекцијата. ВМРО ДПМН кога во 1994 година виде дека
со инсистирање на еден малце понагласен етнички национализам, нема многу гласови. Значи 94 година тие се доведа до ситуација за малце да бидат трета партија. Демократска партија на Гошев 20.000 гласа ја деле од ВМРО ДПМН. Во 95-та решија, чекај, стоп. Ние сме партија, партија треба да се отвори, треба да сме сериозни, да доеме на власт. Тоа отварање доведе до една нова агенда. Агенда која што им возможи 98 да дојат на власт. Значи, тоа е лекција за левица. Во ред, и забележавме, како што го забележавме тогаш во ВМРО ДПМН, сега треба да следи. Не го гледам за жал тоа отварање. Па не го нема во моментов, само зборуваме што треба да има. По например, ако сега да не учам сега тука нешто као доктор некој, но на СДСМ ова име крајот, после овие чистењето следно е она што ќе боли најмногу за таа партија. Во однос на левица, однесувањето по наредните избори е клучно за тоа. Убаво кажа. За тоа дали ќе преживеат политички, доколку се улюдат, сега скопски термин да кажам, нека не ја губат острината, во рете тоа. Меѓутоа сега треба да се покаже една друга работа. Прагматичност, експертиза, треба да се покаже уважување сачкото тело, значи подготвено за компромис. Знаеш како сега преку еден мој пријател ќе го прикажам она за левица. Имаш фамилија од аеродром и сега синот е навивач, така, на МЗТ. На МЗТ, во исто време конзуматор на, како се вика она, што го промовираше тука козметика на трева, често иду у кладилница, значи таков калибар на млад човек. Не викам дека тоа е лошо, крај крајава, тоа е негов избор, начин на живот, до толку сум отворен да верувам. Сега тој е гласач на левица и тој ги поддржува левица. Но неговите родители не може да гласаат на левица затоа што ти колку и да го сакаат нивниот син, не гледаат во него пример за како треба да се донесе политичка одлука. Не може да се потпрат на неговата сериозност, а во случајов несериозност кон животот, за тоа кога носат клучна одлука, тоа кого да поддржат на избори. Тука е проблемот на левица. Левица треба да, окей е се тоа, млади, бунтовни, вакви или онакви. Но тие деца не се пример на нивните родители. Гласовите на нивните родители, вие никогаш нема да можете да станете сериозна партија. А кога тие деца ќе станат еден ден родители и кога ќе се соочат со животот на еден поинаков начин, кога ќе сватат дека Борислав Крмов лаже дека мешал малтер, затоа што човек изгледа така не може да мешал малтер. Сега ја може да кажам дека сум бил напатен работник, не сум. Сега имам лозија 10 пати у живот сум отишол, како да ти кажам. Доаѓам од земјоделска, татко ми е работник, се мачил, човекот ме образувал све, за да стигнам јас до некаков животен стадиум. Кога веќе така зборуваш, нели Заев работел на нива? Ама не, сега тие приказки нема да ги брам. Ја имам нива, не викам дека немам, имаме трактор, знам да возам трактор. Сега не сум од Марс паднат, сум идел и на нива, ама не сум некој пример за земјоделец, како да ти кажам. Сега не може тука да ве лажам дека јас со нива живеам, не живеам со нива. Како да ти објаснам? Моите се труделе, се мачеле, се со цел мене да ме издигнат на едно повисоко ниво, да ме образуваат, за да можам ја да не се мачам во животот колку тие што се мачеле. Да можам ја да станувам у 5 сабајле за емисија да водам на радио, а не за да копаш на нива. Не разбираш што сакам да ти кажам. Како вака за Заев се значи сега, искрен сум со вас. И ве лажат кога ќе ви кажат дека никој не сака неговото дете да биде тоа. Секој сака да биде еден успешен етаблиран човек. Да бидеме искрени. И сега, например, кога гледам па технолошки напредоци во земјоделството, тоа ме интересира, па сакам и да се вратам на еден начин кој тоа, ама не за да копам, туку за вештачка интелигенција да копа за мене, ме разбираш што сакам да ти кажам. Да го усовршам процесот, да направам нешто ново, иновативно и така натаму. Но се согласуваш со мене ова што кажав дека на нив тоа им следи. Овако.
Прво треба да се потврдат како партија. Прво сега да видиме кој резултат ќе го направат. Не, прво дали ќе влезат повторно во собрание за нив, зашо Да. не се случило едирет. Еве, Два пати поред први ќе бидат. први ќе бидат. Што не се ВМРО и се да се. Да, сами да и албанските партии. Ќе влезат, ако влезат Да, сами, тоа први ќе ќе биде бидат. прв пат. Второ, дали ќе влезат пак со двајца, ако влезат со Да, двајца? сами, види, стварно управа се сами прв пат. Една партија што презивела два изборни циклуси. Да, нема. нема. Но, сега, ако влезат со двајца, тоа е сериозен прашање, затоа што ќе имаат стагнација. Ако влезат со пет, имаат одреден напредок кој Не, пратеничка самите- група е успех сега, да си кажеме. апсолутно. Да, пратеничка група е успех. Но да видиме дали ќе стигнат и до тоа. Тоа е Пратеничка група. нешто што треба да се Така што- докажат. Јас се надевам дека нема да стигнат до тоа, но тоа е Народот ки си кажеш. но мојата надеж не мора да биде резултат на избори. Ја не сум тоталитарен дебил што сака моите ставови да бидат Не, и за тоа, без разлика. да се сега- одразат сега- во собранието. Не, сега ќе си качам една друга работа, кај тебе што се забележува, што е добра, што е за поздравување, а тоа е дека после изборите, еве, и не ради друго, и ова што го зборевме за граначалниците, не можеш ти да спориш дека народ кој некој ќе избере, тоа е тоа. Ние може да зборуваме зошто тоа се случило, така? Да анализираме, да пуснеме. А меѓутоа сега да осудуваме народот бил ваков таков, тоа не. Јас не сум тоталитарен дебил кој сака моите ставови да се пресликаат у собрание. За разлика за некои од левица. Затоа што кој дали нивните ставови би сакале да имаат 120 пратеници? Да. Затоа што не се доволно зрели политички. Само болен човек може да сака неговите ставови да се одржат 100% во политиката. Нормален човек не го сака тоа. Нормален човек Добро, ова знае треба- дека Ова треба уште кај 2-3 партии да го пратат, не само кај левица. Па генерално треба кај кај сите, сите, да. да не треба кај Генерално кај сите, значи, ако сакате вашата перцепција за тоа како треба да изгледа државата, да победи 120-0, вие сте луди. Вас не ви е местото во собрание, местото ви е во Бардовци. Затоа што демократијата е нешто сосем различно од таа перцепција. Не, ово кажува дека и види, и тоа е генерален проблем на македонските партии, односно не знаат да делат. Па добре, е со да сум па и која дели, па не да дели, све дуи добива. Тие па ич не знаат да делат. Тоа е не да, Овие не знаат да делат, овие спротивно од своја полза делат, па сосем другиот пример се. Они само да бидат тука, нема потреба ни да владеат, они само да се на власт. Само да се сликаат, само да ручаат државни, само да се шетаат по свет. Нема потреба ни власт да се. Тоа е па проблемот со нив. Не, они сака да се на функција, тоа е битно. Па тоа е, ама тоа е символ за секоја партија па која нема никаква идеологија. Каде што личниот да. интерес е СДСМ не е партија што ја обединува, туку тоа Бојан Маричич да си биде на функција, Славјанка да си биде на функција. Тоа им е нив доктрината на постоењето денес. Да лично да се етаблираат. Значи, али да се вратиме, значи според тебе не е потреба. Што? ВМРО да помага се изјасни за ова. Сега се враќаме на темата. Во овој момент ова е премалку за сериозна партија да реагира. Вајде на било кое наредно интервју ќе го прашаат Мицкошки или Николовски за овој ќе го демантира веројатно. Не, ќе се следи одговорат се. Мислам дека Ќе се следи дали е недвосмислен, јасен едно друго. а второ не се Затоа што види, значено бирачите, се да се разбереме, во Македонија тоа се митови, дека знаеш, постојат не знам колку сигурни, убедени и вакви такви гласачи. Нема тоа. Луѓето врз основа на понудата си носат одлука. и дури зашо мислам дека нема да го нема потреба да го демантират, па ја кога го читам ова, право за својот интерес го гледа ВМРО, не се луди ова да го прифатат. Зошто би прифаќале на 6 месеци до избори да влегуваат со Оливер Спасовски во влада, па да немало глупости. Мицкоски сега ќе станал премиер пред избори. Глупости, тешки глупости. Не се луди сами да си пукаат во нога кој имате една чиста ситуација. На минимум 10 пратеници разлика во однос на СДС. Абе види се, да почекаме да дојдеме до изборите. Меѓутоа во моментот според релевантните истражувања на јавното мислење, Секој се предноста е покажуваат јасна. на точни. Да, предноста е јасна и предноста се зголемува заради еве, на пример, ги видовме
во саботата, значи во саботата држава беше блокирана. Сега, затоа што паднал снег во ноември. И сега си вика, замисли да падне во август, снег шо ќе биде. А дека ќе го затвар, дека неработен ден ќе прават у Македонија, дека опсек имало? Абе, види, тоа некаде, знаеш зашто има логика. Да речеме Македонија да организира во 5 години 5 такви самити и полицијата веќе ќе има знаење што да се прави. Знаеш. Абе, и во Њујорк на почет на првото собрание кога било Генерално Обединените нации, било хаос и паника. Ама не било неработен ден. Абе, не било, ама пак било како што не треба. Меѓутоа, нема искуство, сега искрено се збораме, службите, полицијата и друго, нема искуство за ваква сериозна организација. Тука гледам логика во тоа. Меѓутоа, после првото искуство веќе се носат заклучоци, се знае како тоа функционира. Дај Боже Македонија да биде домаќин на еден ваков собир годишно, зошто да не? Убава работа. Меѓутоа, колку повеќе има вакви, толку повеќе има искуство, толку подобро за... Знаеш кај е трагедијата, но... Каде? Ние тука за тоа опсек ќе направиме неработен ден. Така. Ако ќе пуштиме на било која светска телевизија, па тешко да заврши дубоко утречи. Абе, види, Лавров ако дојде, и ако видат на исто место Лавров и Блинкен, тоа ќе се каже, сигурно ќе се. Да, што нема врска со нашите акте тоа. Да има врска со друга работа. Никој нема да го спомне Бојар. Не, само ти кажам дека види, добро, самит во Скопје убава работа. Дај Боже да ги има повеќе. Нека не завршуваат вести, знаеш, играч си во политиката која те има. Треба ти. И на крајот да завршиме со тоа дека овој самит не е заслуга на оваа влада, туку е ротирачки самит, така што. Добро, не е некој фрапантно следи и скандалите финансиски кои го следат со тие пари што се трошат за салата Борис Трајковски. Добро, навикнати сме на тоа да го гледаме. Се замисли човече колку паднал ставот. Сеќавате, ја не искам да ги бранам затоа што дел од актерите таму ми се пријатели, ама онаа афера Надеж која изби на Бранко Црвенковски. Зборувавме за конференција, колку кошташе 150.000 евра таа конференција Бранко што ја организирал. И за толку беше. И за сеќам. Да, и за таа конференција од 150.000 евра, тука 5 години новинарите секој ден пишува аферата Надеж, овие 1,5 милиони трошат за сала Борис Трајковски, која веќе имаме тамо да декорираат внатре. И тоа не е аферата. Многу паднаа стандардите за жал, по однос на корупцијата. Порано се потресувавме за многу помали работи од ова, но што е тука, се навикнавме ние веќе. Мислам дека не беше ни роден кога беа Тојотите на Клюсев. Како? Денес Тојотите на Клюсев, споредбено со... Жално е што е така, пак ќе кажам. Жално е што таа толку сме веќе отрпнати од корупцијата и онака, и веќе прифаќаме како дел од секојдневието. Тогаш мислам дека веќе си роден сум. Не, кога беше она замисли Гошев си направил мала викендичка во Дојран. Тоа беше. Човекот си купил плат си направил викендичка во Дојран. Во Дојран. Знаеш ли што беше тоа? Значи во Дојран во моментов може да направи викендица човек што работи у трафика. Толку е ефтина земјата таму. И ајде да биде трагедијата ивица уште поголема. Од на Перо Гошев викендичката во Дојран што си ја направил, дојдовме сега за овие со заеви што пола крак таму го поседуваат. Со мешани, затворени. Да, знаеш дека имало име, го слушна за во сленгот скопски, затоа што има луѓе што одат таму често. Знаеш како го викаат тој од Халкидики? Како? Не е Муртино. Тоа е еден вид на новата политичка географија на Македонија, можеме така да кажеме. Новата политичка географија на Македонија, ќе се вратиме на тоа дека за жал во Македонија ја нема на светските карти. Ивица,
да Денеска бе тргна моја бе. завршиме. Па да, денес и се смиривме, си спокаравме све и свашта не си Ја кога не било таква емисија? И сега треба да идеме на кафе со интелектуалното, Со крило. шефот на Да. ваквото, добро. да, со професорот Јанкуловски, кој утре исто има, кој за утре, извини, исто ќе има еден интересен гостин. Кој му е сега гостин? Добра, ќе ни каже. Да не откриваме. Почитувани слушатели, останете со 107,4.